Сите опции за новата влада се отворени откако започнаа преговорите меѓу партиите за нејзиното формирање. За само 2 дена лидерот на ДУИ Али Ахмети се сретна со првите луѓе на ВМРО-ДПМН и на СДСМ, Никола Груевски и Зоран Заев. Токму во ДУИ како партија која усвои најмногу гласови кај албанците е клучот за формирање на новата влада. Без 10 пратеници на ДУИ ниту Груевски ниту Заев не може да формираат влада, па сега Ахмети е во позиција да го избере коалицијскиот партнер, како што нагласуваат од ДУИ. Основа во разговорите за формирање на владата е платформата која ја договорија заедно со премиерот на Албанија Еди Рама. Во неја има барања кои за ВМРО-ДПМН се апсолутно неприфатливи, како што е двојазичноста и продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Од ВМРО-ДПМН се децидни дека за овие две прашања нема да преговара дури и по цена да не бидат во владата. За разлика од јасниот став на ВМРО-ДПМН од СДСМ се уште се немаат изјаснето дали за нив се прифатливи барањата на албанците. Председателот на СДСМ Зоран Заев и председателот на ДУИ Али Ахмети имале средба која е нивна прва на лидерско ниво по предвремените парламентарни избори од 11 декември 2016 година. По средбата двете партии испратија соопштенија со идентична содржина, дека Ахмети и Заев разговарале за своите ставови без да навлегуваат во детали за одделни прашања. На средбата начелно се разговараше за позициите на двете страни кои што ги застапуваат во овој период, без навлегување во детали или разговори за одделни конкретни прашања. Во следниот период за очекување е дека ќе продолжат средбите помеѓу двете страни, за што јавноста навреме ќе биде информирана, стои во соопштенијата испратени од СДСМ и ДУИ. Рокот до кога треба мандатарот Никола Груевски да договори парламентарно мнозинство е 29 јануари. Се очекува деновиве да се интензивираат средбите меѓу досегашните коалицијски партнери, но неизвестно е дали ќе дојде до договор ако се знаат позициите на двете страни.